Добре дојдовте во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е директорот на Заводот за статистика, господинот Апостол Симовски. Господине Симовски, како течат подготовките за пописот и дали еве по скоро 19 години ќе имаме конечно успешно спроведена статистичка операција? Ајде да почнем да одговорам од последното прашање. Значи, оваа операција мораме да спроведеме како што треба. И како што треба. Тоа е многу битно да го потенцираме. Од многу аспекти. Прво е тоа што на оваа држава и треба неопходни се, нужни се не знам, екстра потребни сите овие информации околу пописот и ние мораме таа обврска да се ја исполниме. Втората работа е она што како институција која што потврди 2011 година не успеа да спроведе попис, да си го вратиме своето реноме, да покажеме дека тоа било момент. Не е тоа нешто што е пракса во институцијата, дека се враќаме на тие, да си го задржиме висинското место кое што го заслужуваме во општеството како институција. И на крајот на криштата да си ги завршиме сите обврски како држава. Сме членка кандидат, сакаме да одиме во Европа, имаме обврски. Поглавјето статистика е едно од поглавјата, значи имаме посебно поглавје кое што е во првиот кластер, значи важноста на тоа поглавје е исклучително висока, затоа е ставено во тој кластер, а првиот бенчмарк, првиот наш приоритет е да спроведеме попис. Значи, како год да го поставиме прашањето, ние мораме овој попис да го спроведеме. И што е она до нас, ќе го спроведеме. Да течат подготовките, она што е врзано со нашата активност, значи се одат подготовките без никаков проблем, соодветно на програмата на тајмингот кој што ние сме си го поставиле како институција и тука до сега немаме никаков проблем. Каква е новата методологија по која ќе се спроведува пописот и еве кои се конкретно новините кои што се предвидуваат? Овој попис за разлика од претходните пописи кои што се спроведуваат со така наречен стандарден или традиционален метод на попишување, ќе се спроведе со така наречен комбиниран метод на попишување. Овој метод е една скала погоре од претходниот и подразбира истовремено користење на тој традиционален метод, меѓутоа во истиот момент користење на податоци од регистри, од бази на податоци во државата кои што ги има, кои што се документирани и проверени и точни. Значи, ако сте вие еве како новинар вработени во одредена институција, вашата ние преку нашите регистри, кои што постојат во државата, постои регистрот во Агенцијата за вработување, постои регистрот во Управата за јавни приходи и постои регистар во Фондот за пензијско и инвалидско осигурување, дека вие сте вработени, каде сте вработени, кое занимање го вршите. Значи, некои податоци што нас се многу битни за во пописот, дури тие се кодирани согласно кодните листи кои што тие се национални кодни листи или меѓународни исто така се усогласени. И немаме потреба да прашуваме за такви прашања на терен кои се документирани со документ, потврдени и се апсолутно точни. Амандманите на опозицијата не беа прифатени, а ВМРО ДПМНЕ најави дека нема да ги признае резултатите од пописот доколку не бидат земени в предвид нивните забелешки. Како ги коментирате овие најави и според вас која е суштината и целта на нивниот предлог да се земаат отисоци? Најголемата забелешка беше најновата и најголемата околу тоа земање на отисок од прст од тие што ќе се попишуваат. Прво, значи, овдека имаме по мене 4 моменти што се многу битни и заради кои што апсолутно не може да се прифати ваква набарање. Прво е правниот момент. Значи, имаме закон за државна статистика, имаме закон за заштита на лични податоци и имаме закон за полиција. Овие три закони го даваат можност, дали има можност за вакво нешто да се спроведе или не може. И сите три викаат не може. Прво зашто? Значи, единствената институција овластена да прибира отисок од прст и да го користи е МВР. И тоа, еден сегмент од МВР, таму мислам дека управата за граѓански, како се вика, таму управно
правни работи кои што ги прибира, кај што даваме податоците, кај што вадиме лични карти и пасоши и лични документи, а другиот сегмент што може да го користи, дури овие не може да го користат. И тие се строго класифицирани податоци кои може да ги користи, таму со посебни уредби се знае одобренија на лична основа кој може да ги користи. Ние како институција немаме право да ги користиме тие податоци. Втората работа, ние како институција согласно Законот за државна статистика и Законот за заштита на лични податоци не смееме да ги дадеме податоците од било кое статистичко истражување на друга институција. Значи тие може да се користат само за статистички цели. Јас не можам да ги дам на МВР, проверете ми ги се овие дали тоа отисок на тоа лице што се попишало. Значи да сакам не може. Тоа е значи законскиот дел. Втората работа е околу техничкиот дел. Значи ние имаме лица единици на попис кои што немаат отисок во МВР. Тука се, значи, прво луѓето што се над во државата, не може да дадат, не може физички да го остават. Второ имаме деца малолетни кои што немаат лични документи, значи не сите деца имаат пасоши, лични карти после 16 години дека може да ја вадите, кои што остале отисок во МВР. И трето имаме странци кои се дел од пописот кои што немаат отисок во МВР, во МВР. И сега тука се постава прашањето дали некои ќе бидат повластени да не оставаат отисок, некои дискриминирани да оставаат. Значи не може да стигнат. И на крајот четвртата компонента е што ние веќе имаме подготвена апликација за попис. Допрва, ако вредуваме и отисокот, мене ќе ми треба што најмалку година дена да се работи таа апликација, да и тој отисок влезе во шемата на таа апликација, што апсолутно нема шанса да го дозволи. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски исто така побара одложување на пописот за 1 година. Господине Симовски, што според вас значи секое ново одложување на пописот? Значи ние веќе, како му доаѓа 2021 сме, 19 година тераме како немаме податоци од попис. Значи ние време за одложување немаме. Значи нас ни треба податоците пред 9 години, пред 10 години. А ние ги немаме. Значи секој ден одложување е ден помалку во државата без податоци. Не треба подалеку одите. Прашајте го бизнис секторот што им значи тоа да немаат податоци од попис. И колку тоа нив им влијае на нивните планови за развој, за одење напред, за тековната работа да ја спроведува. Значи немаме време за одлагање во никој случај. Втората работа, да одложиме за 2022 година, како што инсистира ВМРО ДПМН, што сака да кажа тоа, дека нема да има пандемија тогаш, дека сите ќе бидат вакцинирани, дека ќе се случи чудо, некој дека никој не може да одговори на тоа прашање. Позадината е сосема друга, нели, ќе дојдеме на власт, па ние ќе спроведуваме попис, така што не ме интересира мене лично. Меѓутоа нас не треба податокот сега, не сега, усади завчера. Пред 10 години требаше податокот. Ние доследме ептен. И сега повторно да одлагаме, значи јас не сум луд во време на пандемија да ризикувам да спроведам попис, ама ќе ги споменам сите мерки на безбедност да го направиме, пошто не знаеме што ќе се случи утре. А во октомври имаме локални избори, па сега да споиме пак избори со попис, за тоа го одложиме, требаше лани да имаме попис. Како ќе се одвива пописот во услови на пандемија? Стравувате ли дека луѓето нема да ги отвараат вратите од своите домови за пописничарите и дека тоа после нема да даде реални бројки? Стравувам исклучително многу, се надевам дека овој тренд кој имаме во моментот ќе се задржи, да сите чекаме овие 2 недели од прилика да видиме ефектите на нова година и Божи како ќе бидат врз движењето на бројка за заболелите, меѓутоа не очекувам дека на пролет ќе имаме раст, бидејќи на крајот на крича се минуваат и временските услови, веќе излегуваме надвор како населени, нема да бидеме затворени во домовите, дека ќе спадне. Меѓутоа нашите подготовки се базираат на тоа како беше пред 2-3 недели. Во принцип имавме најголемиот пик, кај што имавме по 1000 и кусур заболени луѓе дневно. Значи, нашите подготовки ги правиме на таков начин. Сите учесници во пописот ќе ги имаат апсолутно строго, најстрого да ги применуваат мерките кои што ги пропишува комисијата, ама и што не ги пропишува. Значи, уште построго од тоа. Значи, секој мора да носи маска, секој мора да има средство за дезинфекција пред да влезе во домаќинството и од кога ќе излезе во домаќинството, и секој треба да овозможи услови лицата што се попишува да знаат што е запишано за нив. Значи, сео тоа ќе биде регулирано на начин со протокол кој што
независно од состојбите, ќе го спроведуваме. Споменавте дека ние веќе имавме еден неуспешен обид за попис во 2011 година, кога, како што рековте, институцијата потврли. Очекувате ли оспорување на бројките од одредени политички структури во земјата во зависност од резултатите на пописот? Јас знам една работа дека секогаш ќе има незадоволни од државата како год да направите попис. Значи да дојде најреномираните светски стручњаци да спроведуваат попис, пак како попишувачи дури, од целоста да ги собереме, пак некој ќе има кој што нема да му се лично мене нема да ми се допаѓаат. Појатоци да попису, бидејќи знам дека ќе имаме голема црна дупка на луѓе што се иселиле од државата, ние не сме ги евидентирале со тековните регистрации. Значи далеко ќе бидеме од тоа дека имаме, не знам, раст на население или било што. Значи, прв јас ќе бидам незадоволен од податокот, ама тоа значи нема да го прифатам. Треба да погледнеме, да отвориме очи, да си ја прифатиме реалноста каква ни е. Статистика не ја прави реалноста, статистика ја регистрира реалноста. Тоа е нашата обврска и тоа мораме да направиме. Сигурен сум дека на многумина нема да им се бенесуваат резултатите од пописа, ама не ме интересира. Ама буквално не ме интересира дали некој или поособено на политички субјекти му се бенесуваат податоците. Битната работа е да обезбедиме здрава основа за оние што сме тука и оние кои што треба да го планираат развојот на оваа држава во некоја се позитивна, добра насока, да имаат добра основа. Тоа треба да го возможи пописот. Господине Симовски, зошто тогаш е толку тешко во земјава да го спроведеме тој попис? Неколку пати спомнавте дека тоа не треба да биде политичка, дека тоа е статистичка операција, а впечатокот во јавноста е баш спротивниот дека е политичка операција. Па добро, ние во самиот устав веќе сме поставиле одредени политички моменти што се врзани со бројот на населението, односно со структурата на населението. И е еден од факторите кои што влијае да се политизира пописот. Меѓутоа, пописот се политизирал во оваа држава и многу порано пред да имаме такви работи. Значи, уште и дури дека живеевме во поранешна Југославија се политизирал. Зошто? Па, предпоставувам бидејќи во јавноста, за жал по мене, барем таква ми е перцепцијата, а тука сум 30 години, што не е тоа сегашна, моментална, туку и од претходните пописи, дека пописот се смета како операција со која што ќе се утврди колку луѓе живеат во оваа држава, колкав дел од нив се македонци, албанци, турци, роми, власи, срби, бошњаци, да не заборев некој, се извинувам, и толку завршува операцијата попис. Не, напротив, тоа е последната работа што треба пописот да обезбеди. Не викам дека не е битна информација. Ама со пописот собираме исклучително многу други податоци кои што се елементарна потреба за планирање на развој. Дали тоа станува збор за локално ниво, за државно ниво, за ниво на делове субјект на предпријатие, особено во бизнисот. За жал, тој ментален чип кај населението не е сменет многу одамна. Се уште сите го акцептираат пописот, го разбираат како нешто што треба ни, операција што треба ни каже колку сме и какви сме од етнички аспект. И толку завршува приказката. Не, напротив, јас се обидам да ја сменам сликата кај јавност. Да им покажам дека на секој човек, на секој поединец, многу ми е важно дали локалната самоуправа ќе добие добра информација, па да гради уште политики кои што ќе им дадат реални услови за живење на тие домаќинства. Господине Симовски, ви благодарам што бевте дел од неделното интервју на Радио Слободна Европа. Благодарам вам. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување за 7 дена.